местото каде што ги откриваме најинтересните животни достигнувања на нашите гости. Во оваа емисија ќе зборуваме за еден звук кој сите добро го знаеме, но малкумин од нас го разбираат. Ќе откриеме како останал актуелен и зошто на вистина е толку посебен. И плюс тоа, ви носим уште два животни хакови. Како да изгледате дека сте на диета без да јадете здрава храна. И што да направите за да имате повеќе време во денот? Останете со нас. Тин феномен започнува сега. Сега е време за нашиот гостин. Денес имаме млад и талентиран хармоникаш кој веќе има достигнато голем успех. Иако се уште е дете, неговите прсти танцуваат по хармониката. Подгответе се, затоа што со нас е Михаил Ристевски. Михаил, добре дојде. Добре ме најдов и фала ви на поканата во ова прекрасна емисија. И ние ти благодариме што прифати нашата покана. Како си? Одлично. Па кажи ни како и кога започна со свирењето на хармоника. Па јас со свирењето на хармоника започнав од 6 години и започнав како случајно имав едно мало хармониче и тоа го пронајдов, го стоеше така и го пронајдов и го земав секој ден свирев на него и ми се јави желба за свирење и така до ден денеска Значи желбата сам остана. ја Да. имаш, никој не ти... И татко ми е хармоникаш и тој свири и тој ме вроди желбата и првите почетоци ми се со него. Значи тој е твојот учител на Да. некој начин. Тој е твој прв учител. Прв учител. А дали одиш во музичко? Или дали си одел? Сум одел, одев 4 години и го прекинав музичкото, не го дозавршив. Да, не продолжив. И веќе колку време свириш на хармоник? Па свирам 10 години активно. И дали мислиш дека младите се заинтересирани за свирењето на хармоник? Па се заинтересирани, но секогаш може повеќе и треба да има поголема промоција хармониката. Сите ја замислуваат како да се свири само народно, а не за турбо фолка, може секаков жанр музика да се свири. Баш за тоа ќе те прашувам. Дали сметаш и мислиш дека хармоника може да се пронајди во понова музика, во поново време, дали може да се Па, вклопи? може, се вклопува, може да, Да, се... значи сепак- Секаков стил и жанр музика може да се свири. Значи не е како само да се рекла како што е класифицирана дека само народно и сите мислат дека само народно се свири на хармоника и турбо фолк. Па не е. Може и секаков вид на музика да се свири. Најмногу е прилагодена за народно, ама може и секаков вид на музика да се свири. Освен традиционалната музика, имаш проба да свириш на друг жанр музика? Па имам пробано класика во музичкото училиште, учевме класика. И толку немам друг пробано. Дали Забавно свириш, имам. така, дали свириш во некој бенд? Учествуваш? Не свирам во бенд, немаме уште. Доколку не свириш во бенд, дали имаш желба, би сакал да Па свириш? зошто да не, имам желба. Така. Убаво би било. Кој е твојот најнезаборавен настап кој ти оставил најголем впечаток? Па мојот најнезаборавен настап е тоа најголемите виртуози во Македонија и пошироко, лани светски првак од Србија беше учесник и тоа ми представуваше голема чест да учествувам на тој фестивал и чувството е преубаво. Многу има публика, прв така поголем настап. Што свиреше После таму подолго на време. настап? На надправа? Па свиревме ора од Кочо Петровски, тој е доен на македонската народна музика. Негово оро свирев и Дали би сакал да ни го За да немате проблем, каде сте го заборавиле својот автомобил? Направете слика на паркингот каде што сте го ставиле вашиот автомобил пред да одите во кафана. Или сега? може малце да го... Хајде.
Ето, тоа беше мало. Браво, Прекрасно. прекрасно. Дали некогаш си се соочил со некаков проблем на сцена? И доколку да, како си се справил со проблемот пред толку публика и така натаму? Па, поголем проблем сум немал. На сега, на брзо, на еден концерт со игра Орнава, Кут Мирче Ацев, имаше ми се скрши микрофонот. Ама брзо се стави, ми го залепивме. Немаше снајдовте? проблем. Да, се снајдов. Дали имаш остварено некоја поголема награда или награда воопшто? Па имам освоено сега во октомври месец, веќе надпревара е за фолклорна музика, се вика инструментите на моите предци, таму зев прва награда на државно. Браво, Државен надпревар. браво, сепак тоа е Кажа успех. дека учествуваш во Кут Мирче Ацев, нареден настап со нив, со играрците, кога би мало. Па, не знам кога би имало, најверојатно пролетва би требало да има. Колку време одиш? Па одам 8 месеци преди. Колку отприлика настап имаш со Кудмир Чацев? Па со До Кут каде сте Мирче пошли? Ацев, прва турнеја, само што појдов по немаше не пол месец, ми беше во Босна и Херцеговина. И то преубаво искуство, вреди да се појде. А втора турнеја во Србија, имавме настапи концерт, имавме во септември, Така. Значи, едно други убаво активности. Да. Пример, која мелодија уживаш да ја свириш онака постојано? И додека имаш проба со играрците и Па, сите ми се исти, да речем, нема некоја што Да ми издвоиш? немам да издвом, сите ми се омилени. што би му препорачал на идните млади понатаму кои сакаат да свират хармоника? Па на идните млади хармоникаши што сакаат да се занимаваат со хармониката, им препорачал само да работат, да вежбаат и да се држат до македонскиот фолклор, до сите украси, трилери, да бидат чисти македонски. Значи сепак најважно и да речам најтешко и најпосакувано е македонската традиционална музика се свири на хармоник, покрај класичната. Да, па е доста тешка и комплицирана и карактеристична за тоа е за македонската музика е тоа стакато свирење одделно да речем, не е споено поживо. Дали свирењето на хармоника го сметаш како професија, идна професија или како хоби само така? Па за сега не го сметам како професија, како хоби. Би студирал друго, би учил. Што би учил понатаму? Па не имам се уште одлучено. А сега што учиш? Средно си, така? Средно сум, гимназија сум. И што би продолжил понатаму? Или немаш уште некоја дефинирана желба? Најверојатно или медицина или правен. Помеѓу тие две ќе одлучи. Така. И на крај музичка академија. Никош не се знае што може да Па види. сега така е. За на крај, Дали би ни свирил уште некоја композиција, некој оро? Може да свирим, че со задоволство би свирил на песна македонска пева Јовано Јовангио.
беше наш гостин. Се надеваме дека се уживаше, дека се помина прекрасно. Се гледаме во наредна прилика. Беше прекрасно и ви благодарам за покана. Да направите како да изгледате на диета, но без да јадете здрава храна. Само здравата храна оставете на видливо место и не ја јадете. Што да направите за да имате повеќе слободно време во денот? Едноставно оставете го телефонот и правете нешто паметно. Пример, решавајте крстозбор. Ете, драги гледачи, уште една емисија дојде до својот крај. Денеска навистина уживавме со нашиот гостник, музиката и забавните моменти. Ви благодариме што бевте со нас. Се гледаме наредна недела во исто време на исто место. А до тогаш, останете насмеани, позитивни и своји. Чао, до наредна недела.